драги ученици. Јас сум Јасна Пандовска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Ѓоргија Пулевски, Општина Аеродром. Денес на часот по македонски јазик ќе се запознаеме со редоследот на настани во театарската представа. Целите за овој час се следниве: да се запознаете со редоследот на настани во театарската представа, да умеете да ги препознавате деловите, етапите според редоследот на настаните во театарската представа. Пред се, најдобро е да се потсетиме од досега стекнатото знаење. Што е театар, што е театарска представа, кои се најважните елементи во театарската представа. Заеднички можеме да дадеме одговор на овие прашања. Театар е место каде се изведуваат представи на сцена. Театарска представа е играње на улоги според напишан драмски текст кој може да се чита и изведува на сцена. Најважните елементи во театарската представа се ликовите, глумците. Во куклената представа се секако куклите кои се однапред изработени, сценографот, костимографот и драматургот. Редоследот на настаните во театарската представа се одвива во 5 етапи. Првата етапа – експозиција, втората – заплет, третата – кулминација, четвртата етапа – перипетијата и петата етапа – расплет. Да ги објасниме овие поими. Експозиција е вовед во театарската представа и запознавање со ликовите. Заплет е судир, конфликт помеѓу улогите или проблемот кој што се јавува помеѓу улогите. Кулминација е достигнување на врвот на конфликтот и одење кон разрешување. Перипетијата е првиот чекор кон разрешување на конфликтот. Расплет е последната етапа во која целосно се разрешува конфликтот или проблемот. Секој пат најдобро е преку пример, преку активност, да го примениме наученото. На сите вас ви е многу позната приказната театарската представа, драмскиот текст или цртаниот филм Грдото пајче. Да се потрудиме да ги препознаеме и определиме 5 етапи по редослед на настани во театарската представа. Експозиција – раѓањето на пајчињата. Тоа е првиот дел, првата етапа, воведот и запознавањето со ликовите. Заплет – одбегнувањето на пајчето од страна на животните, проблемот, конфликтот кој се јавува помеѓу ликовите. Кулминација – голема тага на пајчето, бидејќи никој не го сакал, но неговата добрина почнале да ја забележуваат. Перипетијата – огромното срце и убавото однесување го охрабриле, бидејќи неговите внатрешни карактеристики биле на премногу високо ниво. Тоа го охрабрувало и во перипетијата четвртата етапа започнало разрешување на конфликтот. Петата етапа – расплет. Со растењето станал убав голем, бел лебед и сите го засакале. Тука веќе имаме разрешување на проблемот. Бидејќи повеќе не се чувствувал неубаво, немал никаква тага, радоста и среќата биле негов заштитен знак. Ви подготвив, ученици, една интересна активност која ќе ви помогне да умеете да ги определите етапите по редоследот на настани во некоја театарска представа. Секој од вас треба по свој избор да си одбере една театарска представа.
Потребно е внимателно да ја проследите, да ја прераскажете во тетрадка и да ги определите 5 етапи со кои се запознавте на овој час. Имајте пријатна активност. Довидување, ученици!